Се наоѓаме во преградката на Илинска планина, на околу 1500 метри надморска височина, на идеална планинска местоположба, се наоѓа манастирот Светилија со своите конаци, по кој таа си го добила името. А во незиното подножје се наоѓаат истоимените села Горно и Долно или Големо и Мало Илино, кои ден денеска успеале да ја сочуваат својата архаичност и автентичност. Одовде започнува нашата нова патеписна, овој пат Илинска одисеја. Во југозападниот дел на Македонија, северозападно од Пелагониската котлина, околу горниот слив на Црна река, се простира Рицко-планинската област Демир Хисар. Богата со железна руда, оваа област го добила името Железник, кое низ етапното владење се менувало во зависност од владетелите. Така областа се среќава и под името Сидеро Кастрон, што на грчки значи железна тврдина, а турците областа ја нарекле Демир Хисар, што би значело железна планина, име кое и ден денес останало. Источната граница на оваа област е по планината Бушава, а западната по сртовите на Бигла, Плакенска и широкоградата Илинска планина, која тргнавме да ја освојуваме. На патот по кој се одвиваше нашето патување, не дочекуваа и испраќаа белите воздушести цветови на грмушките кои не подсетуваа на сцени од кино и нејзината зен уметност. Низ белите памучни цветови се провираше есенското сонце и ги позлатуваше. Овде есента беше бело-златна, а патувањето како низ бајка. Општината Демир Хисар се состои од истоимениот град и 40 селски населби, во кои живеат околу 9500 жители. Овде секое село има собствена приказна, а ние од секојдневието на некој од нив, нивната селска сага и историска судбина, тргнавме во една илинска епопеја од ден денешен до Илинден. Етимологијата беше првата иницијативна каписла која од Илинска преку Горно и Долно Илино и Илинскиот манастир Светилија не одведе полека до илинденскиот период. Прва станица во скутот на оваа убава планина беше селото Горно Илино. Според сочуваното предание, порано постоело само едно Илино, но поради зулумите на вооружените арнаутски банди кои доаѓале од областа Черменика, дел од населението се преселило и се создале двете села. Пишаните извори по делбата и преселбата на Илино ја лоцираат во периодот од крајот на 16 век и првите децении на 17 век. Во првите децении од 16 век Илино било едно од поголемите села во Македонија. Тоа влегувало во составот на Битолската нахија, како еден од тимарите. Ова дервенџиско село имало задача да го чува патот кој бил дел од значајната патна артерија што го врзувала Цариград со Албанија. За селото се уште живее преданието дека во Турско селаните кај друмот или дервенот поставувале стража која била наменета да ги заштитува патниците кои со караван оделе за Елбасан. Селото имало полза од оваа стражарска улога, за возврат било ослободено од данок. За потребите на трговците и патниците крај некогашното Старо Илино имало Ан, а тоа место денес е познато како Анчето.
Къде е моето либе? Големо Илино се спомнува во пишаните документи, и тоа во спомените на Славејко Арсов, потоа кај Ташко Арсов за подвигот на Христо Узунов во Цер, како и во турските пописни дефтери од 15-тиот и 16-тиот век. Денес ке видите една стара селска архитектура, во чии двокатни камени куќи со специфично дрвено балконче провејува минатото. Времето како да застанало, допирот со сегашноста ќе го пронајдете единствено во малата селска кооперација од која понекогаш допира музика. Во селото има две цркви. Во самиот центар Свети Никола и малку повисоко над влезот во него Света Петка. Овде мирот и тишината што ги предизвикува миграцијата се нарушени од жуворењето на Илинска река. Се чувствуваше силна политичка кауза и борбен дух, па макар реализирани преку ловечката пушка, чиј трофеј беше распнатата кожа од дива свиња на едно дрво. Јасна символика за тоа дека овде се лови. И набргу потоа слушнавме истрел. Денес во шумскиот густеж се демне и се лови тивечот. Нас истрелот не одведе во минатото, кога во истиве шуми се ловеа луѓе. И не било кој, се ловеа македонските херои. Илинска многу пати го криеше во своите прегратки Јордан Пиперката, родом од Козица, со соодветно презиме на физичкиот изглед, црвен во лицето и лут. Војводата Пиперковски заслужено си го доби прекарот Пиперката и со своите јуначки подвизи стана еден од најопеаните илинденски војводи. Одовде до Смилево дел од комитите го бркаа на љубавиот сон, јуначки и со пушка в рака, да ја видат слободна Македонија. Овој силен мотив знаеше да ги преобрази обичните селани во јунаци и честопати тие вооружени и организирани ги извлекуваа од заседа своите војводи, своите патриотски примери. Преку селото патот води до манастирот Свети Илија, околу 10 километри поземјен пат, низ соголена шума, а сепак убава. Дабот, буката, костенот, габровите дрвја си имаат своја убавина, особено ако ги милува сонцето. Откако ги совладавме змиулестите угорнини, наградата за нашите очи беше Илинската рудина, на чија природна раскрсница лежеше манастирот. Овде Илинден, еден од најголемите македонски празници, се прославува традиционално и незаборавно на 2 август, а во себе поврзува 3 настани. Првиот празник е денот на Свети Илија. Вториот настан е денот на почетокот на Илинденското востание во 1903, а третиот, Илинден, се слави во чест на првото заседание на АСНОМ во 1944 година. На овој ден, Илинден, кај македонецот се соединети духовното и патриотското чувство. Тогаш во македонското срце одекнува љубовта кон верата и љубовта кон родната грудка. И токму тогаш илинденската традиција, испреплетена со патриотски, фолклорни и религиски символи, го прави Илинден овде во пазувите на Илинска планина и во нејзините села величенствен, родолюбен и сакрален, исклучителен македонски празник. Тогаш верниците му се молат на Свети Илија Громовникот, боговидецот, чудотворецот, ревнителот за Божјата вера, родом од племето Ароново од градот Тесвит и затоа познат и како Тесвитјанин. Повиен во оган и нахранет со пламен, тој беше даруван од Бога со огнена сила, а според карактеристиките се поистоветува со Перун Громовникот од словенската митологија.
Пророкот Светилија живеел во 9 век пред новата ера, на просторот на денешен Израел и Палестина. За неговото дело е напишано во Стариот и Новиот Завет, Талмудот и Коранот, што значи дека е почитуван во повеќе религии. Околу ова мало обновено црквиче се наоѓаат конаците, кои ги пречекуваат добрите намерници и линденските славеници, влюбениците во природата, патеписците, ловците. И стрелите ја менуваа нашата временска перспектива по која пловевме до Илинденското востание и потоа пак не враќаше нивниот татнеш и мирис на барут во илинското секојдневие. Секој куршум за нас значеше живот помалку и се надевавме дека е пукнат напразно, а за некого значеше добиена игра, задоволство, гозба, трофеј. Овде во Илинска планина, плен, планински украс и вознемирени домакини беа срните, елените, дивите зајаци, дивите мачки, лисиците, јазовците, куните, вервериците, ласиците и оние животни што се сметаа за предизвик и ловечки трофеј како мечката, дивата свиња и волкот, а вистинска реткост се рисовите. Високо во планината, крунисана и со сакрална убавина, небесен подарок се зајди сонцата во кои се топат најубавите човечки чувства. Сонцето не поздрави и си замина, оставајќи ја својата сончева трага да ги одбележува 7 нијанси на ридовите кои се наоѓаа еден зад друг. Меѓу нив, спуштено како во дланка, се забележува селото Брежани, кое засветкува во смрачувањето. Тоа се наоѓа меѓу масивите на Илинска и Мазатар. Оддалечено е 25 км воздушна линија од Охрид, а спаѓа во општина Дебарца. До манастирот патот води од Горно Илино, од каде се стига и до највисокиот врв на Илинска. На 1910 метри надморска височина, или од самото теме на оваа планинска божица, се гледа целиот југозападен дел на Македонија. Во еден дел од хоризонтот се препознаваат и Охридското и Преспанското езеро, кои одовде се подадени пред вас без да ја вртите главата за да ги видите истовремено. Врвот Лиска е наречен така по карактеристичниот камен кој се содржи во неговото тло. Тој има уште двајца браќа. Северозападно од него е врвот Ветерник, висок 1902 метри. Наречен така поради изложеноста на ветровите од сите страни, а другиот е Штирни камен, висок 1898 метри надморска височина, кој во своите пазови крие бистар извор од најубавата вода, со која планината сама си ги дочекува и освежува сопствените освојувачи. До овде се стигнува и преку Велмеј од Охридската страна и преку селото Прострање од Кичевската. Откако ја почувствувавме дивината на оваа убавица од планина, кинисавме кон Долно Илино. Во него прва не пречека малата црква Света Пречиста, крај Илинска река. Овде дете не видовме. Само по некоја ловџивска насмевка во знак на добре дојде. Куќите и селото беа прекрасни, но осамени. Подоле се извишува старата селска црква Светилија, за која нема податоци кога е изградена. Селото е поделено на два дела со реката, преку која едниот и другиот селски јатар се споени со мали мовчиња. Тие се изложени на забот на времето кој си го сторил своето и ги направил несигурни. Сред село се наоѓа чешмата која е споменик на паднатите борци од Ноб. Водата и огнот овде се забележуваат еден крај друг.
Од време на време допира мирисот на ќумур. Во Долно Илино селаните го произведуваат за скара. Неколку кубици дрва, наредени во куп, се запретуваат во земја и така горат и тлеат и по една недела. Ако поминете одовде, сигурно ќе го запаметите стариот рурален изглед, освежен од реката и замаглен од ќумурливите магли. Порано долноилинци оделе на училиште во Жван, минувајќи многу километри пеш. И од тогаш ги паметат и првите средби со шумските животни, се уште свежо врежани во сеќавањата. Денес, кога денот е краток, мракот и тишината царуваат во селото. За жал, неговиот континуиран борбен и лојален дух, како да е сосема занемарен. Обновувањето споро оди, а исто и осветлувањето. Тие се само дел од маката која некој од селаните ќе ја изрече веднаш, подобре дојдете упатено на ретките посетители. Меѓу двете илина се наоѓа селото Железнец. На самиот влез, црквата Света Богородица е Божиот храм за малобројните селани. Од срцето на селото бликаат бистрите води, од кои се раѓа една од најубавите реки во Македонија. Од неколку карстни извори од средината на селото Железнец извира реката Црна. Со своите околу 207 километри, таа е најдолгата река во регионот, а воедно и најдолгата десна притока на реката Вардар. Незиното име потекнува од словенскиот превод на тракискиот збор Еригон, што значи црно. Извирајќи одовде, неа ја надополнуваат останатите реки од Демирхисарскиот регион, кои ја засилуваат и даваат огромен потенцијал за водени акумулации. Селото брои околу 20 постојани жители. Иако е прекрасно, водено и комуникативно заради местоположбата, тоа е напуштено. А животот во него дише низ пенливите извори на кои се радуваат посетителите. За жал, тие не успеаа да ги задржат младите генерации на крај изворските седенки. Денес, сред село има грст селани кои ја бистрат политиката, воздивнуваат поминатото и копнеат по некогашниот лик на селото. Во овие 3 села не видовме детски лик, а младост се чувствуваше само како тамнешна трага. Епитетите како немажено и неженето беа често присутни во разговорите, а во нив се чувствуваше тагата и тивката миграторска агонија, која значеше исчезнување и спас за младешта, но и умирање на селата. А пак во Слоештица, следното село во нашиот патиписен илински марш. Хуморот селаните го адресираат честопати на своја сметка. Овие духовити луѓе се шегуваа со нас и со самите себе си. Тие својата Слоештица ја нарекуваат Демирхисарска Венеција, поради многобројните канали и извори. Ова ритско-македонско село на Македонија и подари уметници на пишаниот збор Јордан Плевнеш и Петре Андреевски и по некој политичар како Владо Поповски. На гробиштата во црковниот атар на црквата Свети Атанас го забележивме споменикот на Петрета. Сред село, овдеше гобино расположени селаните се собираат пред домот кој го нарекуваат Белата куќа, пред која тие си ја кројат својата домашна политика. Во планинскиот раскош околу селото вираат најубавите печурки, а добрите познавачи овде знаат да ја најдат и најскапоцената меѓу нив тартуфата. Меѓу селските куќи се забележува едно средено катче кое си го запазило рустикалниот стил, но се препознава и духот на модерното време. Овде пулсира уметноста, во рамките на ликовната колонија Art Point Гумно, во чија ателје циркулираат изложбите на овој меѓународен центар. Меѓу селата Слоештица, Жван и Бабино
На десниот брег на Црна река се наоѓа манастирот Свети Никола Топлички, кој името го добил според местноста Топлица, чиј топоним доаѓа од топлината на местото, оградено со планини и заштитено од студени ветрови. Истражувањата и проучувањата на манастирот посочуваат дека негов титор бил Кир Димитар Пепиќ, кратовски кнез, а сликар на иконостасот зографот Димитар од село Леуново. Врз основа на црковните написи, прескописот на олтарниот простор и наосот е направен од 1 септември 1536 година до 31 август 1537 година. Првобитната манастирска црква на Топличкиот манастир била изградена и живописана во 14 век, од која е сочуван само западниот зид со 2 слоја фрески. Таа била еднокорабна и засводена, а кон неа во 14 век била доградена припрата. Црквата е урната со остаток на западниот зид, а по нејзиното уривање била обновена и нејзин нов ктитор станал кратовскиот кнез Димитар. Тогаш таа била проширена од јужната и северната страна по 1 метар. Топличкиот манастир е исполнет со фрески од 16 век, кои се исклучително значајни по својот тематски и иконографски спектар. За време на егуменот на манастирот херомонахот Павнутие и заслужниот архон Кир Димитар, манастирот бил опремен со убави икони, а иконостасот во црквата со голем крст во резба, архиерејски трон, свеќници и други црквени предмети, кои биле неопходни за време на богослужбите во Топличкиот манастир. За жал, овој блескав манастир го загуби некогашниот сјај и манастирски живот, но сепак богатството од густо насликаните фрески и впечатливите композиции упатуваат на врвен уметнички дострел. Овде најчесто подадени раце за клучевите кон овие свети одеи се на младите брачни двојки кои се надеваат на пород, молејки се на Свети Никола и на Бога. Кладенците крај патот не одведоа и до селото во кое водата, освен што е очигледна и насекаде, сосема природно си се наметнала и во неговото име – Вирово. И навистина, ова село има вирови, но тие овде низ векови се во една специфична и функционална служба. Вирово датира од римскиот период, а се спомнува уште во турските тефтери од 1600 година. Негова карактеристична знаменитост се валавниците, во кои што на традиционален начин се валаат рачно произведените ткаенини како сајакот. Во вировниците се валаат јамболиите или онака како што ги нарекува народот веленцата. Овде некогаш постоеле повеќе од 80 валавници, а денес сочувана е само една, онаа на фамилијата Штрковски. За вировските валавници се снимани многу документарни емисии и филмови, од кои еден во 1967 година е прикажан на Канскиот фестивал. Валавниците се едноставни, но функционални машини низ чии неколку постапки минуваат ткаенината. Во сувите валавици се вала шајакот или чојата, волнена ткаенина која најчесто се користела за пантолони. Тука се одвивал процесот 2 до 3 дена. Во почетокот волната се завалува со ладна вода 1 ден, а наредните денови се полева на неколку сати со топла вода. Потоа ролната, или како што овде се вика тратата, се носела на шиење и следувале другите процеси до производот. На крајот, волнените ткаенини откако ќе се извалкаат, повторно завршуваат овде, но овој пат во водите кои ги вртат вировите за да бидат чисти. Овде детергентот и хемикалиите се вишок. Чистата изворска вода и нејзината сила која врти и вала се првиот традиционален парабан во кој постојаната центрифуга, малку подпомогната од човечкиот фактор, ви ги дава чистите кебиња кои поминале директно низ рацете на природата. Така, погодниот хидрографски терен,
На селото кое се наоѓа меѓу водотеци, со помош на овие водени благодети, се уште верно го чува македонскиот етнос преку овој редок занает. Во непосредна близина на сочуваната Валавница се наоѓа и римскиот рудник, каде што некогаш, како што кажуваат селаните, имало злато. Но тоа го велат дискретно и низ насмевка, нарекувајќи го шеќер. Но шеќерот одовде велат е собран многу одамна. Сега зјае празната пештерска дупка, која е предизвик за спелеолозите и археолозите. Вирово е убаво село. Пред неговата кооперација на селскиот плоштад, селаните ни раскажуваа за минатото. Тоа се препознаваше во фасадите на некои од куќите. Така на една се забележуваше македонскиот символ, а за неа дознавме дека постои повеќе од 100 години. Преселбите на селото ги создале местностите Горно и Долно Вирово, а ова село под Вировска или Плакенска планина, инаку блиска сестра на Илинска, е значајно во периодот на Илинденското востание. Токму на 2 август, четите се собрале на Вировската рудина, кај чешмата Еврејка. И оттаму тргнале да го ослободат Смилево. А слободата тогаш се извојуваше со јуначко срце, непоколеблив стремеж кон идеалот и снаодливост. За таа цел во Вирово беа изработени неколку црешови топчиња, а во него се наоѓала и леарницата за бомби и куршуми. Вировската чета ја имала задачата да го штити востаничкиот штаб на Даме Груев. За време на Илинденското востание во гората на Плакенска планина се одиграла една од најжестоките битки, а по турската опсада на Смилево и Крушево таа била засолниште за народот и револуционерите, меѓу кои биле и илинденските водачи Даме Груев и Никола Карев. По пробивањето на востаничкиот беден, кој востаниците го направиле во подножието, Вирово по втор пат било изгорено до темел. И денес Вирово е зачадено, но овој пат од ќумурот, кој како и во Долно Илино и овде традиционално се произведува. Во горниот дел од селото, на едно прекрасно ридесто место, до огромниот орев, кој го разубавува сакралниот пейзаж, се наоѓа црквата Света Петка. Во шумскиот предел, високо над селото, оддалечена на околу 1 час пеш, се наоѓа црквата Света Пречиста, околу која течат 2 свети води, Петочна и Светонеделска. На 500 метри над неа се наоѓа цепен камен, за кој селото раскажува легенда. Овде живеела Света Пречиста, која ги лекувала луѓето, но кога дознала дека осветила неверник, во лутина замавнала со раката, го расцепила каменот, на кој и ден денес се забележува крвава дамка. Така раскажуваа селаните, кои низ разговорот ги запрашавме и за следното село кон кое се упативме – Бабино. А тие се поднасмеаа и првото што ни го рекоа беше дека во Бабино има убави баби. Тргнавме кон селото на баби и на спомени. Влеговме во еден прекрасен рурален амбиент. Селската архитектура на обете страни од главната улица беше уште повпечатлива под сончевите зраци. Ова село некогаш било доминантно по големината, содржината и убавината во целиот Демирхисарски регион. Под падините на Илинска планина се наоѓа селото Бабино. Покрај него тече Бабинска река, која се влива во реката Црна. Ова село сосема оправдано си го добило името, бидејќи денес во него живеат 8 баби, а од секогаш било село на бабите. Ние ќе се обидеме да ги евоцираме спомените на една младост и на едно село некогаш. Нешто те питам, бабо, право да ми кажеш, нешто те... Селото го оживеа спомените на две од бабите кои случајно не пречекаа, баба Славка и баба Рада.
И да, навистина тоа беа убави и срдечни баби, кои ни ги отворија своите мали олтарчиња од скапоцени фотографии. Сликите од нивната младост зборуваа самите. Прво над зидот, кој сепак беше едно топло, интимно катче, се огледуваше младоста на баба Славка. Околу нејзината венчална фотографија, наредени една покрај друга, во тој некако мал организиран хаос, се наоѓаа распоредени најмилите. Баба Славка ни откри дека името бабино селото си го добило по една баба која што живеела во една пештера на Ридот. Но по едни кажувања, селото настанало пред повеќе од 1000 години со населување на 5 баби кои се доселиле од бабини кошари, местност на селото кој ден денес така се вика. По друга легенда, селото е населено пред многу години од Црно село, а денес таа местност се наоѓа на селото кое мештаните го викаат Краста. Истражувањата на овој простор потврдуваат остатоци од стара култура, како градби и разни предмети од глина и железо. Слична населба постоела и на 2 километри од селото, близу Топличкиот манастир. Низ селото не прошета баба Рада, која ни го представи во една своја хроника. Во селото настанато од баба, потоа развиено и силно, по многу години, еве повторно се сведува само на баби, со кој како што тргнало и ќе заврши, со последната од нив. Се разбира, надежта последна умира, а овде, како што видовме, таа е присутна. Ова убаво селце на писмени и учени луѓе си има легенди, срдечност, библиотека, рибник, цркви и потенцијал кој треба да го препознаат внуците и внучките кои можат да го оживеат. Разговорот за селото баба Рада ни го заслади со природен сок од дуња и шипинки. Нејзиниот дом беше топол и опколен од љубопитните очиња на нејзината верна дружина мачки кои беа во слога со нејзиниот чувар и најдобар пријател Мики. Ја видовме баба Рада на нејзините фотографии во цветот на младоста. И во неа препознавме една демирхисарска Елизабет Тейлор. Таа ни ја раскажа легендата за змејова дупка. Пештерата над селото во која змејот ја однел најубавата девојка што ја грабнал од орото кое се вртело сред селото Доленци. Дотука почетокот на легендата е ист, а потоа има верзии. Во една од нив, девојката станала змејова невеста и тие имале деца. Се вели дека несреќната девојка знаела каде се крие смртта на змејот и за да се спаси му подметнала солена вода, од која тој се скаменил, но покрај него се скаменила и таа. Оваа пештера на падините од Павлев рид, во својот западен дел, има 2 големи сталагмити со пречник од околу 60 сантиметри, кои наликуваат на човечки фигури. Народот верува дека се змејот и девојката и дека тука е нивниот дом во кој се препознава и нивниот кревет. Се верува дека младите брачни двојки без пород, ако на духовден по полноќ се измијат од водата во пештерата, ќе добијат рожба. Потоа баба Рада ни го покажа зборното место на бабите и не одведе до селската црква Свети Никола. Изградена во 1888 година, а богата со фрески со впечатливи композиции. Се наоѓаме во еден мощен и интересен двор во кој има еден вистински мал амфитеатар. Преку него чекориме до една уште поинтересна куќа која што е преправена во библиотека. Таа е ризница на 12.000 книги, од кои некои се постари од 120 години. Таа е приватна колекција на колекционерот Стево Степановски, а сведочи дека овде во Бабино имало учени луѓе.
Се зборува дека во овој крај имало над 70 учители. Почнувајќи од влезот на Бабинскиот атар, покрај реката може да се најдат извори со чиста вода за пиење на секој 100 метри. Ова водено богатство човекот овде го ставил во полза на крајот од селото, оградувајќи го во рибник, чија околина наликува на една мала зоолошка градина. Покрај калифорниската пастрмка, во пријатниот амбиент, другарувајќи си живеат припитомените животни, кои може би во овој ловечки демирхисарски регион овде ја нашле среќата, навикнувајќи се на изстрелите и вдомувајќи се покрај рибникот, успеале да ги избегнат. Пауни, гуски, патки, тетреби, срнички, елен капиталец. Тие се радуваа на подадената зелена тревичка, кротки и со поглед кој би било грев да го изневерите. Иронично, но само неколку километри во околината гаснеа истите погледи од сачмите кои често се слушаат преку викендите. Од Бабино се упативме во селото Смилево, кое е значајна алка во илинденската историја. Во селото Смилево, родното место на еден од најголемите македонски револуционери, Даме Груев, од 2 до 7 мај 1903 година беше одржан Смилевскиот конгрес на Битолскиот револуционерен округ. На конгресот за председател беше назначен Даме Груев, а на него учествуваа значајни револуционери како Никола Карев, Никола Петров Русински, Ѓорги Сугарев, Јордан Пиперката, Христо Узунов и други. Околу потеклото на Даме Груев постојат полемики. Според некои од историчарите тој имал мијачко потекло од село Селци. Но тоа не е потврдено. Ова ридско село во подножјето на Бигла планина, на надморска височина од 880 метри, низ кое тече Стара река, беше главната логистичка поддршка на илинденското востание. Смилево, рамо до рамо со славното Крушево, е символ на македонскиот непокор, на една смела револуционерна визија за слободна Македонија и на несебичното жртвување за таа идеологија. Но ова востание не беше само борба за слобода, туку и обид да се сврти вниманието на светот. А Смилево, ова дзидарско село, чии востанички символи на аловото знаме беа српот и Теслата, по повод 100 годишнината од Илинден го доби својот меморијален музеј со кој денес милевчани се гордеат. Музејот се наоѓа во горниот дел од селото, а во неговиот внатрешен дел е реализирана музејската поставка низ тематски целини. Во конгресната сала, во која има над 35 фотографии, од кои 27 од учесниците на конгресот, посетителите преку нив, како и со воведниот текст, се запознаваат со содржината и значењето на Смилево. Овде се протоколите од заседанијата на конгресот, фрагменти од дисциплинскиот востанички устав, портретите од членовите на главниот штаб, копијата од знамето на вториот македонски револуционерен округ. Во витрината до портретите се изложени раритетните оружја, револверот на смилевскиот војвода Веле Илиев Пенчо и бомбата изработена во една од тогашните леарници. Смилево, преку портретите на некои од војводите, преку фотодокументацијата за контраофанзивните дејствија, овде најреално ќе го доживеете како едно историско жариште кое гордо и смело, собирајќи го интелектот, ги донесуваше најзначајните одлуки. И затоа гореше до темел 2 пати.
една од македонските народни песни го опеа славното Смилево во пламен. Тука е и спомен собата на Даме Груев, која содржи 30 на фотографии и 14 документи, меѓу кои е и записникот за неговото судење во кој се забележливи неговите интригантни и мудри одговори. Тука се и псевдонимите под кои тој ја спроведуваше својата кауза. Даме славно загина на врвот Петлец, на Друсиново, а подоцна неговите мошти се пренесени во Смилево. Во спомен собата посветена на битолско-преспанскиот партизански одред Даме Груев, во која е ставен акцент на неговата прва воена акција на 2 август 1942 година во Смилево. Низ 50-тината фотографии, изложените документи и 3 витрини со партизанско оружје и воени материјали се опишува и револуционерната дејност на Смилево меѓу двете светски војни. Во една од собите, резервирана за материјалното етно наследство, со нетрпение очекувавме да видиме колекција од мијачка носија. Но во собата, со вградена мусандра со огниште, софра и со ковчег, средишниот дел беше празен. Сепак, срдечните домакини на музеот не дозволија нашата слика за Смилево да остане некомплетна и ни приредија едно мало изненадување. Тргнавме во една смилевска куќа, а до неа минувавме низ минатото и низ смилевското секојдневие. Високо над Смилево, гордо исправен своето историско село, го чува Даме Груев. Подолу се наоѓаат неговата спомен плоча и неговите мошти. До неа е спомен плочата на паднатите револуционери. Неговата родна куќа се наоѓа оддалечена спроти нив, препознатлива по јасната жолта боја. Во истата околина се наоѓа и куќата на Чуранов, која порано била Ан, а за која историјата беше во недоумица дали е онаа во која е одржан Смилевскиот конгрес. Но при историските полемики околу локацијата на конгресот, историчарите посочуваат дека куќата во која што се одржал воопшто и не постои, бидејќи била до темел изгорена во текот на борбите и затушувањата на Илинденското востание. А инаку, тоа била куќата на Коле Коштревски, авторитетен член на револуционерната организација и близок роднина на Даме Груев. Преку сите овие споменици на минатото, стигнавме и до школскиот двор на основното училиште Даме Груев, во кој наидовме на детските насмевки, кои ни го потврдуваа Смилево како перспективно и развиено село, во кое младината пронаоѓа место за својата иднина. Во Смилево христијаните се збираат на молитва во црквите Свети Димитрија на влезот од селото. По неа следи Свети Ѓорѓија со гробишта во црковниот атар и Свети Ѓорѓија во самото село, а во височините на селото се наоѓа манастирот Свети Петар. По прошетката низ селото, во една од смилевските куќи не пречекаа баби, срдечно и топло, расположени за нешто што одамна го немаа направено. Мијачката носија беше подготвена, но условот за незиното прикажување беше да биде облечена. На општо и огромно задоволство, таа почна да се реди парче по парче. Смилевската невеста полека си го добиваше комплетниот изглед. Оваа рачно изработена мијачка носија, наследувана од колено на колено, денес е скапоцено материјално културно наследство. Двете прекрасни баби уживаа во својата задача, потсетувајќи се на младоста со воздишки и емоции. Семејството на Даме Груев било целосно вклучено во илинденските активности. Честопати неговата родна куќа во Смилево била сардисана од турците, а важните документи понекогаш го наоѓале патот до вистинските раце, скриени под пластовите на смилевската носија.
За момент, времето како да застана со Смиливската невеста, пред која се подаваше минатото, врз ликот на сегашноста. Смилево одозгора, убаво и богато со спомени, го врежавме во сеќавањата и го поздравивме, завршувајќи ја со него нашата патеписна епопеја од Илинска до Илинден. Zajdi, zajdi, jasno sonce, zajdi, pomrači se,